Снегот пред мај ги уништи овошките на крајниот исток. Делови од Пијанечко-Малешевскиот крај утринава осамнаа со снежна покривка и температури под нулата, што беше причина за сериозни оштетувања на овошките. Во Делчево, каде имаме сознание од нашите вработени, значи колегите, да температурата од -2 направи големи штети на сливите. Вработените од агенција Потик развој излегоа на терен и утврдуваа штети. Може да кажем дека штетите во сливите, на сливите во Делчево некаде од 50 до 100% уништување. Тук и оревите. Оревите се некаде од 90 до 100%. Значи оревите се многу штета бидејќи се во фаза на ресте, пред цвутење која е многу нежна фаза. Освен сливите и орасите, штети се очекуваат и на останатите земјоделски култури. Температурите шокови ќе се одат. Значи во самата вегетација, во која фаза, зависи во која фаза, дали овошките, дали лојсто, дали есенските посеви, значи битно во која фаза, така да нема поволно, значи има малку застой. Колку точно овој зимски бран ќе не чини, се уште не се знае, зашто оштетувањата кај некои култури ќе се покажат после некое време. Дополнителен проблем се и најавите на синоптичарите, кои воопшто не се добри за овоштарите. Утринските температури ќе се движат во интервалот од -2 до 5, значи на некои места во источните делови, значи во Берово и во некои места ќе биде под нулата, значи утринската температура, поради намалувањето на облачноста во текот на ноќта и брзината на ветерот. Вака лошо на лозарите и овоштарите им беше пред 2 години, но тогаш проблем беа големите количини на дожд кои предизвикаа болести кај лозјата и овошките во целиот регион. Штетите тогаш кај лозјата беа и до 100%, а кај овошките од 50 до 70%.